Зошто жено ме барате меѓу мртвите? Дали некој го знае ова? Кога сите го бараа меѓу мртвите, тој кажа: зошто жено ме барате меѓу мртвите? Дали е толку радост да биде меѓу мртвите? И дали со тоа ни е пренесена пораката дека нашиот цар на царевите и крал на кралевите е вечно жив? А што правиме денес? Покрај тоа што го барала жената меѓу мртвите, а тој им кажал: зошто ме бара жено меѓу мртвите? Со неговото најомилено, со неговото јагне. Дали некој се запрашал? Што е символот на јагнето? И што жртвуваме денес, 2000 години после сето она што ја направила Цинци Легија ди Рома, од кој што настанала лажна Византија или Источното Римско царство, од кој што настанал и Ватикан, кој што денес не убедуваат и се исмејуваат со нашиот цар на царевите и крал на кралевите, Исус, просветлениот. А исто така не подсетуваат дека и на милото животно, кој што го символизира знаењето, кој што го символизира Хермес Меркур, кој што символизира мудроста, денес треба да биде на сите вас на трапезата. И најмногу од се, каде се чуло и каде се видело од мртви јајца, клетки, да се роди дете, да се роди живот. И додека сите ние денес од мртво јајце чекаме живот, некој позади нас ни го припрема патот на Антихрист во Македонија. Знам, на многумина ова нема да им се допадне. Знам, на многумина повторно ќе им бидам во устата со најгради зборови. Го знам сето тоа, но тоа си е нивно право. Јас денес не очекувам од мртво јајце да се роди живот. Јас денес не сакам на трпезата нешто што е најмило на Исус, а тоа е јагнето. А вие си имате ваше право и си имате ваше одобрение. И јас тука не ви наоѓам мана што го жртвувате најмилото нешто на Исус, јагнето. И што Цинци Легија ди Рома, од кој што настанало Источното Римско царство, а подоцна и Ватикан, денес ви велат дека од мртви јајца, клетки кај мајката може да се роди дете и може да се роди живот. Зошто жено ме бараш меѓу мртвите? И понатаму ние продолжуваме да веруваме во сето она што ни се сервира и тука немаме никој право да се мешаме, како што јас немам право да обвинувам некој што ова свето кој што го држи во раците Исус денеска е ке сите вас на трапезата. И самите си ја јадете мудроста и символот на Хермес Меркур, правејќи курбан
од најсветото нешто на Исус. И знам дека оние кои што се борат за пречек и да го устолчат Антихрист, им одговара вака на се што се прави во Македонија и во целиот свет. Продолжите, македонци, јас не ви наоѓам мана, ама не сакам ни вие на мојот ум и на мојата отворена шишерка, на ова пинеална жлезда да наоѓате мана. Јас ви прифаќам се со љубов. И тоа што најсветото и најмилото нешто на Исус денес на трпеза сите го јадете. А јас нема да го јадам. Јас ви прифаќам и дека треба Исус, а самиот кажал, зошто ме бараш, жено, меѓу мртвите? А јас ви прифаќам и тоа што велите дека во плодност од мртви јајца клетки може да се роди дете. Ама прифатете и вие, кои што го гаите тој култ на приказки и кои што ја гаите веронауката и во мојата верба во ова наука која што јас ја презентирам. Го завршувам ова моје вклучување во живо на првиот ден од славењето на Рим, откако ја победили Македонија. Ова е од Ватикан и од подземните подромски простории, каде што е обележена Лукубија, оному каде што е споменикот од Ноб, кој што нема ни буквата од Ноб, и каде што стои дека во подножјето на овој рид, каде што била тврдината, се наоѓале мали гробишта. Тие мали гробишта во 2005 година ги има пронајдено и линка, археолог Кустус од Кочани, каде што подоцна сето ова е запечатено и скриено од јавноста за моето светско откритие, идентично како тоа што е скриено од јавноста за локалитетот кој што е кај црквата Свети Атанас во Спанчево, каде што најголемиот амерички играч или амерички послушник, кондукторот, кој што јас умеам да го кажам, има направено соларни панели на локалитет кој што е од времето идентично со Винче културата и од каде што се одземени работи и носени за денес да се гаи Винче културата. И продолжувам. На поновите гробови имало фенери, а додека на оние кои што биле помали имало колипки од срепчиња со восочни свеќи што гореле во нив и каде што жена кадела со темјан. Кому ли кадела ова жена? Ќе кажат за душата на умрениот, на Спасителот. Ова е доставено од едни истражувачки дејности, е доставено и запечатено во подземните подрумски простории на Ватикан, каде што јасно се гледа дека во ова подножје, на овој рид, каде што била тврдината, на ова кале кочанско, имало жена која што кадила темјан и имала жена која што верата, надежта, љубовта, запаленото кандило и темјанот што го кадила, ја враќало надежта на безсмртноста. Под влијание на сето ова секој од нас
треба, нели денес ќе кажат, да се надева во воскреснувањето на мртвите и во задгробниот живот. Ете, ние треба да сватиме едно и да прашаме зошто на ова подноже, на овај рид, каде што е локалитетот Лукубија, археолог Кустус Илинка од Кочани, откако по наши докази доаѓа до овие мали гробови од мали деца во 2005 година, тајно и кришно ги зацементира, однесувајќи ги коските некаде каде што само Бог знае каде се, и сето оно што до ден денес никој не сака да го представи со овој локалитет Лукубија во Кочани, каде што кадила и е запишена во подземните простории на Ватикан жена Темјан, и под истото тоа влијание истата таа мајка ја враќала надежта на бесмртноста. И не е само ова. Со Илинка, археологот од Кочани, се поврзани соларните панели во Спанчево на ридот, каде што е црквата Свети Атанас и каде што и овде имаме локалитет. Никој денес не се запрашал во Кочани и Кочанско, никој денес не се запрашал дали во овие подземни простории на Ватикан се кадило тамјан и душата на бесмртноста за ликот кој што нешто држи во неговите раце, а денес е курбан на сите вас, македонци мои, на вашите трпези. И вие, истите тие, ќе кажете утре со најгради зборови, ќе не опишувате, ќе не исмејувате, затоа што сите вие кои што го правите сето ова со нашиот Спасител, а да не зборувам и за ножот или копјето со кој што во овие денови се сече секоја нафора и го символизира копјето со кој што е прободен во десното бедро. И вие пак ќе кажете дека ние сме лошите, дека ние сме неверните, а вие верните. И додека вие очекувате и ги кршете јајцата и од мртво јајце чекате живот, некој во нашите православни храмови му ги ваде очите на Исус, на Мајка Богородица, со глето ги уништуваат сите икони кои што сведочат за нашиот Исус и на местото на него ни го вметнуваат црномуристиот со персиска брада, со козји нозе, а тоа самите ви одлучите кој е тоа. Извинете ми, македонци, прв ден славење на победата на Рим над Македонија, не можам да ја честитам, не можам да ја славам со ритуал на жртвување на јагне. Извинете ми, македонци мои, што јас живиот не го барам во гробишта. Извинете ми и почитувајте ја мојата одлука, како што ја почитувам јас вашата одлука и како што сакам да ми докажете барем вие, најголемите доктори во плодност, дали е возможно од мртви јајца клетки на жената да се роди дете.
Ако е возможно, тогаш и јас ќе бидам како вас. Затоа овие славење на 3 дена Рим, ве молам, оставете ми ги онака како што јас умеам и знам да си ги поминам. Без јагне на трпезата, без кршење на јајца, затоа што од мртво јајце не може да се роди живот. И без одредени други ритуали кои што се прават од Цинци Легија ди Рома, од истата таа што настанало Источното Римско царство, а денес и Ватикан. Мојот специјален поздрав ќе биде до еден од откриените и представениот Кукузел во иднина, пратеник кој што треба да се бори за пулс, пратеник кој што треба да се бори за народот, а тој стоел позади уништувањето на сите оние кои што ќе му застанеле на неговиот себичен пат, за да тој да биде пратеник или председател на општински комитет на одредена политичка партија во Кочани. Многу мизерно и бедно, за кој што во наредниот период ќе ви доставувам докази како овај голем пратеник не гледа и не сака да води вистините истраги што му е должност против неговиот другар Деко, газдата на Пулс, а се замарал со уништување на животи на многу кочанчани и македонци, меѓу кои на еден од нив е и Владо Павлов. Овој пратеник од Кочани, следниот период во живо ќе биде вклучен од Владо Павлов, каде што ќе му идам во неговиот дом и ќе барам целата вистина да ја каже пред сите вас, затоа што јас 3 години мојата ќерка не сум ја прегрнал, затоа што имаше многу нарачени хајки кои што се правеа преку кукузелци и врз мојот најмил син со следења, затоа што имаше слики као да ме демнели и кога сакале можеле да ме кокнат. Е ти пратениче од Кочани, ако си маж и ако имаш дипломатски пасош и веруваш дека си Бог, следното моје доаѓање во Кочани ќе биде посета моја кај тебе и каде што ќе барам јавно пред сите да кажеш вистината за уништувањето на животи на многу кочанчани и вистината за твојот и твоите врски со Деко, газата на Пулс. Поздравите го кочанчани, овај Кукузел играч, а покрај него има уште неколку мина кукузелци од Кочани кои што мислат дека се вешто прикриени. Некои од нив се во Ротари Кочани, а некои се тука исто така некаде блиску. И моја должност е сите да ви ги представам. Бидејќи на овој ден, кој што е ден славење на Рим според Владо Павлов, ваквите кукузелци, устолчени, пред неколку години уништија многу животи во Кочани, за да тој биде пратеник денес. Или да биде председател на некој општински комитет. Беда. Многу бедно и газење низ мртви лешеви. За да добиеме привилегии, ако го уништиме Владо Павлов, а привилегијата денес најверојатно е ова парцела, овој рид, ово подножје на ридот кој што било со тврдина да биде поклонето на Америчка амбасада. И ќе го прашаме јавно сите
Дали парцелата Лукубија е поклонета на америчка амбасада? Овој пратеник, кој како кукузел се мешал во многу животи во Кочани и уништувал, меѓу кои наједен од тие што го уништил животот и животот на неговите деца е и Владо Павлов. Ништо не ми значи неговата улога и неговиот дипломатски пасош, кога се во прашање нашите деца и сето оно што се прави во Кочани. Ова Радовлочани, следното мое доаѓање во Кочани, ќе бидам гостин кај овој пратеник во Кочани. А вие, македонци мои, продолжите и понатаму да го ставате ова најмило нешто што го сака Исус на трпеза и правете курбан од него.